Физика за 8 одделение. Графикони, изминат пат, време. Да се подсетиме. При графичко представување на растојание, односно пат, на хоризонтална оска се нанесуваат вредности за време, а на вертикалната оска големините на растојанието, односно патот. Секогаш треба да се води сметка да се избере соодветен сразмер, односно должина на поделок, да бидат со иста големина и да ги опфатат вредностите што сакаме да ги представиме на дадената права. Хоризонталната и вертикалната права не морат да имат поделци со иста должина. Од графиконот пат-време може да се отчита изминат пат за одредено време. Времето е означено на X оска, а изминатиот пат на Y оска. Хоризонталната одсечка EF на графиконот пат време значи дека телото не се движало, односно во тој период телото мирувало. Користејќи се со графиконот на движењето на пешакот, треба да определиме колкав ќе биде патот што ќе го помине за 40 секунди, 1 минута, 10 минути, 1 час и 30 минути. За првите две барања под А и Б ќе прочитаме од графиконот, а додека за наредните три ќе мораме да пресметаме. До сега во неколку наврати, во неколку одделенија сте учеле пропорции, па сега вашето знаење за пропорциите ќе искористите и при пресметувањето на барањата под В, Г и Д. Под А 40 секунди. Одиме на 40 секунди, доаѓаме до графиконот, потоа се упатуваме кон оската на патот и доаѓаме до 20. Значи, за 40 секунди телото поминало 20 метри. Потоа, 1 минута. Знаеме дека 1 минута има 60 секунди. Зашто во графиконот времето е представено во секунди, ќе отидеме до 60 секунди. Повторно ја следиме исцртаната права, таа ќе не однесе до 30 метри, односно до оската на патот, каде што е означено колкав пат изминало телото за 60 секунди, а тоа изнесува 30 метри. За 10 минути не можеме да прочитаме од графиконот, зашто знаеме дека 10 минути имаат 600 секунди, зашто 1 минута има 60, 10 по 60 е 600, а тука одиме до 120. Значи ќе мораме да пресметаме. Како наједноставно да пресметаме? Па ќе пресметаме така што ќе земеме за споредба. Например, за 1 минута телото изминало 30 метри. Колку ќе измине за 10 метри или 10 за 10 минути? 10 минути ќе измине S метри. Поставуваме пропорција 1 минута спрема 30 метри да е исто што и 10 минути спрема S. Минути од левата и од десната страна на равенството ги кратиме и добиваме 1 спрема 30 метри да е исто како 10 спрема S. Множиме надворешен со надворешен, внатрешен со внатрешен и добиваме 1S да е еднакво на 30 метри по 10, односно S да е еднакво на 300 метри. Па можеме да кажеме дека пешакот ќе помине за 10 минути 300 метри. Одиме сега на 1 час. На идентичен начин ќе го сториме тоа со тоа што знаеме дека 1 час има 60 минути. Па наместо повторно ќе употребиме 1 минута спрема 30 метри е исто што и 30 минути спрема S. Минутите ги кратиме од левата и од десната страна на равенството и добиваме 1 по S е S. 30 метри по 60 е 1800 метри.
Значи патот што ќе го измине пешакот за време од 1 час изнесува 1800 метри. Тоа можеме да го запишеме и 1,8 километри. И ни останува уште 1 час и 30 минути. И 1 час и 30 минути ќе го претвориме во минути, тоа е 90 минути. Значи, 1 минута спрема 30 метри е исто што и 90 минути спрема S. Минути од левата и минути од десната страна на равенството ги кратиме. 1 минута по S е S, 30 метри по 90 е 2700 метри. Тоа можеме да го запишеме и како 2,7 километри. Одиме на следната задача. Од дадениот графикон да одредиме за колку време телото ќе измине 6 километри, 12 километри, 28 километри, 50 километри. Можеме да забележиме дека, како што го обележав тука, дека првите три вредности под А, Б и В, односно првите три барања, ќе можеме да го прочитаме од графиконот, а додека последната ќе мораме да пресметаме. 6 километри. Па ќе одиме тука, ќе пронајдеме 6 километри и ќе видиме дека ќе измине за време кое што е дадено, гледаме на оската на времето во минути, а ќе се најде помеѓу 10 и 20 на половина, значи за 15. Па можеме да кажеме дека телото ќе измине 6 километри за 15 минути. Потоа 12 километри. Тука е 12 километри. Значи 12 километри ќе измине за 30 минути, односно за половина час. 28 километри. Тука е 22, 24, 26, 28. Ако продолжиме, тоа ќе биде 70 минути. Значи 28 километри тело ќе помине за 70 минути. И за 50 километри ќе пресметаме. Ако 10 километри поминува за 25 минути, тогаш 50 километри ќе помине за некое време Т. Километрите од едната и од другата страна на равенството ги кратиме, па 10 по 25 минути е еднакво на 50 спрема Т. Надворешен и надворешен множиме, добиваме 10Т да е еднакво на 25 минути по 50, тоа е 1250 минути. Од ова Т ќе го добиеме кога овие 1250 минути ќе поделиме со 10 и ќе добиеме дека Т е еднакво на 125 минути или можеме уште да запишеме како 2 часа и 5 минути. Колкав пат и колку време телото патувало од А до Б, Б до С, С до Д, Д до Е и од Е до Ф. Од А до Б или од А до Б ќе прочитаме на оската за патот Б се наоѓа на 2, а времето под Б е 20. Значи за 20 минути телото поминало 2 километри. Б и Ц. Гледаме дека патот не се менува, а времето врви и тоа изминало 5 минути. Па можеме да кажеме дека од Б до С телото мирувало, не се движало. Од С до Д колкав пат изминало? Тука е 2 километри, а Д се наоѓа на 12 километри. 12 минус 2 е 10. Значи од далеченоста од С до Д е 10 километри. А колку време телото патувало од С до Д? Значи одиме од 25 до 45. Значи телото патувало 20 минути. Од Д до Е. Повторно гледаме дека патот не се менува, значи телото мирува
и тоа сега мирува двојно повеќе отколку од Б до С, значи мирува цели 10 минути. А потоа од 12 па до 24, 26, 28. Значи, од 12 до 28, тоа е 16 километри, телото поминува за 5, 10, 15 минути. Значи, движењето траело 15 минути, а телото изминало 16 километри. Истото тоа е и запишано тука. По пресметувањето сум добила истите вредности, односно можеле да се прочитат истите вредности од овој графикон. Сега ќе нацртам графикон за изминат пат време за едно тело кое што се движело со брзина од 2 метри во секунда. За да можам да го представам во координатниот систем ова движење, прво треба да извршам пресметки, потоа од пресметките да ја пополнам табелата, а од табелата да го нацртам графиконот. Ако работам по овој редослед, ќе бидам сигурна дека точно ќе ја извршам мојата работа. Сите вие знаете дека патот го пресметуваме како производ од брзината и времето. Зашто се работи за рамномерно праволиниско движење, знаеме дека во текот на целото движење брзината е 2 метри во секунда. Па одиме 2 метри во секунда по 0. Знаеме дека секој број множен со 0 е 0, па и во овој случај ќе биде 0 и 0 ја пишуваме под секундите. 0 секунди, 0 метри. Потоа одиме за првата секунда. 2 метри во секунда по 1 секунда. Секунда и секунда кратиме, 2 по 1 е 2 и метри, 2 метри. Значи, под 1 секунда пишуваме 2 метри. Отиметрите се тука, па затоа не мора да ја пишуваме единицата мер. Потоа одиме за 2 секунди, 2 метри во секунда по 2 секунди, повторно секунда и секунда кратиме, 2 по 2, 4, 4 метри, по 2 пишуваме 4. И за 3 секунди, 2 метри во секунда по 3 секунди, секунда и секунда пак кратиме, 2 по 3 е 6, 6 метри, под 3 пишуваме 6. Сега веќе можеме да нацртаме графикон. Јас ќе го искористам Excel-от за поедноставно да го нацртам, а вие нацртајте во вашите тетрадки. Како ќе го сторам тоа? Во првата колумна А ќе ги нанесам вредностите од времето. 0, 1, 2 и 3. А додека во колумната Б ќе додадам вредностите за патот. 0, 2, 4 и 6. Потоа ќе кликнам на Insert, потоа ги селектирам вредностите во двете колумни и одам да изберам во каков графикон ќе го представам ова движење. Ете, вака ќе изгледа графиконот за ова движење, односно кога телото ќе се движи рамномерно праволиниски со брзина од 2 метри во секунда. Во првата секунда ќе измине 2 метри, во втората секунда 4, во третата 6 метри. И така натаму. Ако ја продолжиме, ќе можеме да прочитаме вредностите и за четвртата, петата и сите наредни временски интервали.